Добар ден, почитувани гледачи. Образованието и неговиот квалитет е секогаш актуелна тема. Денес под лупа ќе ставиме токму неа. Моја гостинка е Катерина Пецакова, професор по англиски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски, а и дел од тимот за промоција на ова училиште. Добре дојдовте во лупа. Добро ве најдов, ви благодариме на поканата. Како што реков, образованието и каков ќе биде неговиот квалитет е многу значајно, пред се за родителите, понатаму нормално и за учениците. Особено во овој период кога се определуваат каде да ги запишат своите деца, каде да започнат со своето образование или пак да продолжат ако се во повисоките оделенија. И многу се вложува во тој сегмент, посебно од младите генерации на професори, затоа што воведувате некои нови начини и нови методи, но и новина која што е застапена во вашето училиште, а по која што сте препознатливи е тоа што од минатава учебна година веќе е воведен еден нов профил, еден нов кадар, а тоа е инклузивниот дефектолог, кој што во голема мера им помогна на оние родители кои што имаат дечиња со пречки во развојот. Точно. Како сте задоволни од сето она што е постигнато досега? Може би уште рано за да се видат некои резултати, но првичните импресии можат сигурно да се забележат. Така е. Стварно сме многу задоволни од стручниот соработник, инклузивниот дефектолог Билјана Слимовска. Само морам да напоменам дека е малку поразлично од она поимот дефектолог. Мислам, таа си е дефектолог, но работи инклузивно, односно во редовна настава и не со дечиња со посебни потреби, туку со оние дечиња кои навистина се во редовна настава има некаква потреба, некаква корекција, да речеме, на некој начин, односно, оние знаете денешни модерни болести како хиперактивност, што не е ни болест, туку е вишок на енергија, така. Им помага при учењето, значи друго со што работи е корекција на гласчиња, што резултатите се видливи. Се извинувам. Видливи се уште и во најрана возраст, односно кај првачињата, еве аз работам со првачиња и уште од почетокот на годината имавме дечиња кои, знаете, онај малку бебешки говор го задржале, работеше со нив и се уште работи, веќе се видливи тие резултати. Со нормално инклузивниот дефектолог си има своји начини, работи најчесто во сопствена канцеларија, која патем морам да напоменам дека сега во изградба сме на специјализирана училница и канцеларија за овој инклузивен дефектолог, со посебна нормално потребна опрема и дидактички материјали кои неа и се потребни. Друго работи во сензорната соба, која е единствена во Охрид, а и во регионов. И таа исто така е опремена со материјали и со опрема која е потребна за да се развијат сетилата, се активираат различните сетила кај дечињата и со тоа се помага при корекција на одредени, да речеме, недостатоци кои ги имаат, но сепак во редовна настава. Така. Сега, како што реков, вие сте професор по англиски јазик. Веќе со новите наставни програми англискиот јазик се изучува од подолните оделенија. Оние деца кои што имаат проблем со изговарањето на некои букви, сигурно се соочуваат со проблеми при изучувањето на овој јазик, затоа што и тука прво се учат буквите и англиската азбука, па потоа се ја останато. Так. Колку тука вам ви помага, колку сте се соочиле со конкретни проблеми при изведувањето на наставата, затоа што едно-две дечиња во класот да има кои што имаат проблем, веќе тој процес на настава се нарушува на некој начин. Како што кажавте, англискиот јазик од најрана возраст се изучува, односно уште од прво одделение. И акцентот тука, мислам, во прво одделение не го ставаме баш на оние фонемски, фонетски гласови, да речам, туку повеќе во прво одделение, покрај тоа што се учи, нели одреден материјал, се насочуваме повеќе кон љубовта кон јазикот и кон изучување на јазиците, прво и второ одделение, да речеме, а потоа веќе се насочуваме кон
нормално кон темелно изучување на јазикот. Во секој случај, инклузивниот дефектолог најпрвин помага при корекција на гласовите, нормално како истручени логопед, при корекција на гласовите најпрвин во мајчиниот јазик. И нормално со тоа што кај дечињата веќе се подобруваат тие гласови во мајчиниот јазик, немаме никаков проблем да ги усовршиме преку слушање, преку повторување, преку пеење, преку игра, исто така и во англискиот јазик. Значи, директно или индиректно ми помага и мене, нормално, во наставата и кај дечињата. Сте побарали ли досега помош? Сте имали ли некоја конкретна соработка или... Да. Најчесто кај дечиња што, да речеме, покажале така изразена хиперактивност, тука е, мислам, си има одреден распоред на часови, си ги згрижува дечињата и со тоа помага, доаѓа нормално во текот на часот, помага, го наблюдува, му помага да се вклопи во атмосферата, да се смири детето и така натаму. Значи, со самото тоа и непречено одвивање на часот. Така. И сега овој период е период кога родителите интензивно размислуваат каде ќе запишат своето прваче и се информираат, значи, од некои претходни генерации, се информираат директно во училиштата, но еве веќе вашето училиште години наназад применува еден современ метод на промовирање на се она што го нудите, од просторни услови, кадровски услови, така натаму, пред сите оние родители кои што се заинтересирани уште во градинките. Завчера имавте, мислам, промоција, денес исто така имавте во градинката, позната кај нас како Лескајца, бидејќи тој некако реон ви е и таргет, затоа што оттаму најголем дел од дечињата и од стариот дел на градот доаѓаат во вашето училиште. Па ме интересира каков е интересот кај родителите, има ли посета на вашите промоции, зашто најмногу се интересира, зашто прашуваат? Посетеноста досега на овие 3 промоции што ги имавме е голема. Од страна на родителите нормално се интересираат за условите, а и малку нашето училиште е поспецифично и поинтересно во поглед на тоа што реално, мислам, не малку, туку во голема мера функционираме како едно приватно училиште, со тоа со едносменското работење. Најмногу родителите се интересираат како тоа се одвива едносменското работење, до кога дечињата остануваат во училиште и што се нудиме. Едносменското работење, како што спомнав, ни е голема предност. Дечињата само наутро одат на школа, потоа ги прифаќаат си позитивна друга работа во нашето училиште што си имаме посебни одделенски наставнички кои си работат во продолжен престој, значи вработени во продолжен престој. Со тоа си ги прифаќаат дечињата, таму дечињата си ги извршуваат своите домашни задачи, се исто така играат, се забавуваат. И кога родителите ќе дојдат да ги земат, а продолжениот престој работи до кај 17:30 часот, во зависност од потребата на родителот или од кога тоа завршува на работа родителот, си ги земат и си имаат повеќе време за своите деца со веќе изготвени домашни задачи и научен материјал за наредниот ден. Друга работа со која можеме да се пофалиме е безбедноста на учениците, односно колку нашите ученици се заштитени, најпрвин од сообраќајниот метеж кој е присутен во останатите централни училишта. Далеку сме од сообраќајниот метеж, исто така и нашето училиште веќе имаме од септември имаме гумирани подови на надворешните игралишта, односно на спортското игралиште, игралиштето за малечките деца. Со тој гумиран под, мислам, заштитата на децата е многу поголема. Веројатноста дека ќе се повредат е многу мала. Друго што е многу интересно во нашето училиште е оној топол оброк, кој што ние во нашето училиште веќе
го воведовме како новина и сме единствено, да речам, училиште кој нуди собствен топол оброк, односно дечињата кои остануваат во продолжен престој, покрај оној оброк наутро што го добиваат на голем одмор, си имаат и топол оброк во текот на денот, односно кога ќе завршат со играње, со учење во продолжениот престој. Како е сето тоа, еве малку да разјасниме за оние кои што не гледаат, кои што сакаат да се информираат преку ова емисија, како е организирано со топлиот оброк? Значи, тука се подготвува кај вас или се носи од негде, од некој друго место? Да, се носи од друго место, но тогаш таз е подготвен и се знае точното време на кај 1,5-2 учениците откако ќе нормално после училишните обврски, оние часовите класични, малку ќе се истрчаат, малку ќе изиграат надвор, ќе земат свеж воздух, ќе го донесат топлиот оброк, дечињата јадат и потоа почнуваат оние училишни обврски. Дали менито, значи за овој топол оброк изработен од стручни лица, значи дали е запазена нутритивната вредност на она што им се дава на децата, затоа што и тоа е проче многу важно. Не е важно само што јадеме, туку каков е квалитетот на тоа што го јадеме. Менито е изработено од стручни лица и ставаме голем акцент, се извинувам, на здравата исхрана. Преку овие оброци се трудиме дечињата да ги научиме на тоа што е здрава исхрана, колку пати во денот, кога треба да се јаде, каков вид на храна, разновидна храна, и преку самиот топол оброк се потрудивме да ја расшириме свеста за она колку е важна здравата исхрана кај дечињата. Колку тоа чини, дали имате информација? Мислам дека секој месец во зависност од менито цената е различна. Родителите, затоа што и нашето училиште покрај што мислам има огромна соработка со родителите и заедно со нив и со советот на родители изготвуваат начин како тоа ќе изгледа менито, што се треба да содржи и секој ден е различна исхрана со додатоци, со се и така да цената мислам дека варира. Но сепак родителите се задоволни, има огромна заинтересираност уште од самиот старт кога го воведовме. Рековте на почетокот дека малте не сте како некое приватно училиште, во се она што го нудите и од тука доаѓа констатацијата дека соработката со родителите е навистина на едно високо ниво, бидејќи морат и тие активно да партиципираат во се она што се случува во училиштето, за да може да се постигнат едни солидни резултати. Каква е комуникацијата, каков е односот со родителите, родител-наставник и на едно повисоко ниво? Значи, предпоставам секогаш вратите се отворени за се она што ги интересира, што им треба, и активно функционира и советот на родители, кој што донесува многу одлуки кои што се однесуваат на училиштето. Така, значи ние редовно ги вклучуваме родителите во, како учениците, така и родителите во креирањето на политиката на нашето училиште. Односно, за секоја одлука, било да е помала или поголема, се вклучени и прашани покрај учениците, така и родителите. И на тој начин го изготвивме и она што единствени во градот сме што го имаме, правилникот за писмено проверување. Веќе функционира активно 3-4 години, односно со тој правилник за писмено проверување, веќе во нашето училиште секој наставник 3 недели претходно, пред секој писмено проверување, е должен да го извести родителот и така родителите знаат малтене месец уназад кои писмени проверувања ќе ги имаат децата, на која тема. Нормално и тука функционираме и со бодувањето исто, заедно со изготвено со родителите и со нашите наставници. И на тој начин самото училиште постигна многу високи резултати и очигледно се покажа тој правилник изготвен во соработка со родителите, дека е полн погодок од гледна точка на тоа што веќе само годинава имаме 26 први места на регионалните надпревари, а на тековните надпревари што се одржаат државни имаме моментално 3 први места,
А овој викенд има уште 2 или 3 државни надпревари на кои очекуваме исто така многу како да кажам високи места очекуваме да освоиме. Тука морам да го спомнам и веќе неколку години уназад во најпрвин локално во нашето училиште го организираме конкретно поврзано со мојот предмет Spelling Bee надпревар за спелување по англиски јазик на кој учениците се многу заинтересирани да учествуваат и многу се со нетрпение очекуваат секоја година да учествуваат на тој надпревар. Така што годинава имав сега наредна сабота е државниот надпревар каде ученик од нашето училиште се пласира на државниот надпревар. Исто така очекуваме многу висок успех да постигне и на државниот и му посакуваме висок успех. Так. Колкав предизвик се овие надпревари за учениците, затоа што треба дополнителен ангажман од нивна страна, дополнително потрошено време кое што е дел од слободното време на секој ученик, што ги мотивира за да учествуваат, постигнатите резултати, само докажувањето или докажувањето на своите соученици или наставници? Па верувам дека најпрвин за себе го прават тоа, се мотивирани сами од себе од постигнатите резултати, а и реално наставниците се толку ангажирани и пожртвувани, што мислам дека и не само ради себе, туку и поради својот ментор, исто така се мотивираат, се ангажираат, нормално жртва и од нивното време, но жртва и од времето на менторите кои навистина одвојуваат многу време за да не само да ги научат, туку и да ги мотивираат децата за понатаму, нормално да им ја поттикнат на некој начин и амбицијата, да ги насочат за она што се, како да речеме, за оние што имаат предиспозиции за одреден предмет, нормално ги поттикнуваме, ги насочуваме и сето тоа како што гледаме вродува со прекрасни резултати, што е многу позитивно за нашето училиште. Така. Вие сте професор од помладата генерација и што е поразлично од порано? Дали можеби пристапот на професорите кон учениците, дали методите кои што ги применувате? Што е поразлично од она кога јас бев ученик? Така, конкретно аз сум годинава конкретно сум професор по англиски, но за одделенска настава од прво до петто одделение. Се разликуваме по младата генерација. Не викам дека нема и од постарите професори, нормално професори што се ентузијасти, но кај помладите пред се енергијата не влечи да ги смениме методите, нормално новото време, самата технологија, самиот напредок во општеството и општо модерното време не влечи напред информираноста, изложеноста на многу информации. Мислам, не тера самите млади наставници да ги смениме методите и да го направиме било кој, не само мојот предмет, но било кој предмет интересен и привлечен за дечињата. Англиски јазик, мислам дека најлесно знаеме сите дека секој јазик најлесно се изучува од најмали нодзе, затоа што дечињата се како сунгерчиња и им треба само забава, мислам забава во смисла едукативна забава, која тие нема да го почувствуваат тоа како класичен час, како нешто што им се наметнува дека мора да го знаат и мора да го научат, но преку песни, игри, преку забава, дечињата стварно веќе имаат таква љубов кон англискиот јазик што со задоволство го учат и со задоволство напредуваат. Општо мислам и ево и информатика, она на што се изложени во модерното време. И другите предмети нормално со помош на наставниците и со нивни ентузијазам ги изучуваат и самите се насочуваат. Така. Сега, бидејќи децата се некако овие генерации многу понапредни, затоа што се им е достапно, информациите им се ставени пред нив и знаат многу повеќе од она што можеби е потребно или што го има само во книгите. Дали сте се затекнале да ве прашаат нешто на кое што немате одговор или нешто што веќе се изучува во некои наредни години, па треба и вие дополнително да се подготвувате за секогаш да бидете
подготвени за некое незгодно прашање или неочекувано? Така, неочекувани прашања има многу, но најчесто дечињата со активностите, со самите активности во текот на часот што ги имаме и со тие 40 минути кои ни се дадени за час, се толку активно пополнети што дечињата ретко на надвор од материјалот имаат прашање, туку секогаш се задржуваат на материјалот и се трудат баш во тоа што се изучува да се раздлабочат. А подготвување на страна секогаш си треба дополнително да се следи трендот, секој мора, поготово ние младите наставници, децата очекуваат од нас дека треба да знаеме повеќе работи, така да го следиме трендот, онаа музика што тие слушаат, се трудиме колку да разбериме, толку и да слушниме, значи да сме во тек со нивните интереси, од филмови што гледаат, од цртани што гледаат, така да ретко што може да ни изненади, затоа што ги следиме, ги слушаме, ги следиме, знаеме што сакаат, отворени се децата со нас, се чувствуваат слободно пред наставниците, во смисла со почит, но сепак слободно, доволно слободно да ни кажат што сакаат, што се нивните интереси, за да можеме и ние дома да поработиме на тој случај, односно да ги задоволиме нивните интереси, за да имаме одговор на секое нивно прашање. Так, претпоставам дека и ова е дел од она квалитетно образование, бидејќи секој родител сака детето да учи во една убава образовна институција која што има солидни услови, но сепак квалитетот на наставниот кадар и на знаењето што ќе се стекне таму е примарно, затоа што сепак станува збор за процес на образование. Каков е квалитетот на кадарот со кој што располага вашето училиште и од кои се возрасти има, дали се од помладата, од повозрастната генерација, средна генерација, како тука функционирате? Па измешан состав сме, искрено имаме и од постарата, имаме и од средната генерација и од младата генерација на наставници и професори. Функционираме како кадар прекрасно, имаме доста разбирање меѓу себе, нормално и ние за постарите и постарите за нас. Тие на средина се трудат да балансираат меѓу нас, но сепак разбирањето меѓу кадарот и води до самите задоволни ученици, задоволни родители и самите резултати покажуваат за тоа колку за нашето функционирање и како кадар и за квалитетот на образованието и односно за квалитетот на часовите кои ги даваме и образованието кое го нудиме. Според резултатите кои што се постигнати воопшто во образовниот процес, но и на овие надпревари кои што ги споменавте, каква учебна година останува зад вас, свака кога ќе направите една сондажа? Така, еден пресек кога ќе направиме нова учебна година. Иако, како што кажав, се уште очекуваме резултати од наредни државни надпревари што ни следуваат. До сега со овие резултати не мислам туку одговорно тврдам дека сме имаме постигнато едни од највисоките резултати во Охрид и можеме да кажеме дека ова е многу успешна година како и претходните години што ги оставивме зад нас. Кога е така, претпоставам овој трк ќе го следите и во наредната учебна година. Што е тоа? Еве, открите ни малку во позадина. На што се должат овие позитивни резултати? Така, трендот ќе продолжиме да го следиме, нормално и ќе се надградуваме и ќе се надополнуваме, како што споменав претходно. Самите услови, самото обкружување во нашето училиште и самиот кадар ги тера учениците напред. Со тоа нас ни се олеснува процесот на предавање, предавање на материјалот и на се она што е предвидено за учебната година, па дури и плюс, затоа што самите ученици бараат. Ги споменавме нормално безбедноста во нашето училиште, хигиената која е на многу високо ниво во нашето училиште, исто така и она интегрална инспекција која се одвива на секои 3 години. Веќе 3 години наназад имаме, 3 такви интегрални инспекции уназад. Ние имаме највисока оценка во нашиот град. Оценети сме со највисока оценка во 8 подрачја, како кадар, хигиена, безбедност, опременост на училници, како тука можеме да споменеме дека сме опремени вистина со најновите технолошки
најновата техника, како LCD проектори, компјутери, интернет во секоја училница. Исто така можеме да се пофалиме дека сме УНЕСКО училиште во градот. Тоа значи дека оние ученици кои постигнуваат високи резултати во текот на 9-годишното образование, ги праќаме во збратимени УНЕСКО кампови во различни држави како Словенија, Италија, Србија. Последно оваа година мислам дека двајца ученици беа во Кикинда, исто на еден таков УНЕСКО камп, и како награда за нивната пожртвуваност за училиштето, но и да го представуваат нашиот град како и нашата земја. Исто така можам да спомнам дека да споменам тука и филмската секција, која е единствена во нашиот град и која учениците веќе активно се вклучуваат и е многу интересна за нив. Таа филмска секција учествуваше претходно со филм на фестивал. Оваа година го изработија спотот за нашето училиште, а сега веќе е во тек снимањето на нов филм, нов проект нивни, заедно со нивните ментори, со кои ќе учествуваат на фестивалот за аматерски филмови Камера 300 во Битола. Кога споменавте секција, ме вративте во едно време кога многу беа актуелни тие секции, скоро секој ученик посетуваше по некоја од нив. Како сега функционираат? Има ли посетеност, интерес? Има ли такви секции се уште во училиштата? Да, се уште постојат. И тоа најчесто по оние креативни подрачја, да речам, како драмски секции. Со тоа автоматски се поврзува и филмската секција, оние што се во драмската се потпомагаат со оние во филмската. Ликовната секција исто така функционира многу, можам да кажам, совршено, затоа можеме да видиме тоа можеме да го видиме по нашето училиште, украсени ѕидови, украсен двор, креативност на секаде, исто така и секцијата по информатика функционира. Баш годинава го освоивме второто место за веб страна во Македонија. Децата беа доволно креативни, со помош на нивниот ментор се пласира во првите тројца во Македонија. Значи тука некаде ќе ги бараме едните информатичари. Да. Одите често во посета во други училишта по регионот, во земите во окружувањето, збратимени сте со неколку од нив. Колку таму црпите искуства и крадите по нешто од нивниот начин на функционирање? Нормално размената на искуства е секогаш позитивно во било која професија. Така и кај нас имаме не само што да речам условно одиме на гости, туку и не доаѓаат на гости и така взаемно си ги разменуваме искуствата во поглед на наставата, различните наставни материјали, различните наставни програми, споредуваме, малце земаме, малце даваме и сето тоа совршено функционира нормално како едно прекрасно искуство. Така. Веќе привршивме со првиот дел од разговорот, секогаш е актуелна ова тема, се за добро на идните генерации, да имаат што подобро образование. Имате голем број проекти кои што остануваат зад вас во ова учебна година и оние кои што се започнати па ќе се дореализираат во наредната, но за тоа после рекламите. Подгответе се за долго топло лето со асортиманот од мебел и опрема за градини и балкони од Кармен Бау Центар. Изберете од широката понуда на столици, лежалки, маси и интересни детали кои овозможуваат посебен шарм, уживање и релаксација во вашата градина, тераса или покрај базен. Стилски, практични и удобни решенија од Кармен Бау Центар. Топ-шоп акција. Лахор сапун 17 денари. Ариел 2 килограми 269 денари. Пелени слиперс джамбо 399 денари.
Кока-кола 2+1 2 литри 129 денари. Фиона марамици 89 денари. Стоп Шоп, купувај и штеди. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални Саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ке раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. При посилна светлина, особено кон крајот на денот, очите ви се уморни и црвени? Затоа се тука Макулин Фреш капките. Заморот и црвенилото на очите исчезнуваат за миг. Вратете го сјајот во очите со Макулин Фреш капките. Диет Фарм. Иако сме речиси на крајот на учебната година, сепак образовните институции ни се уште актуелни, затоа што во тек се уписите за првачињата и во повисоките оделенија, оние кои што се насочуваат во средното образование. Моментално разговараме со Катерина Пецакова од Основното училиште Свети Климент Охридски, професор по англиски јазик, но и дел од тимот за промоција на ова училиште. Стигнавме до проектите. Оние кои што се реализирани, оние кои што се започнати и можеби до крај во учебнава година ќе се реализираат, но и оние кои што течат, можеби во повеќе учебни тековни години. Кои се оние вака кои што би ги издвоиле за ова учебна година? Така, веќе споменавме за проектот Топол оброк кој веќе го реализиравме во соработка со Советот на родители. Исто така го споменавме и проектот на учениците од филмската секција, а тековни и постоечки проекти кои ќе продолжиме исто да ги секоја година да ги практикуваме се проектите од отпад до кеш. Тоа е проект на Европската унија, кој и тој представува проект за сортирање, селектирање на отпадни материјали, односно отпад, стара хартија, пластика, лим и за таа цел во нашето училиште учениците секоја година изработуваат еко-поменковци, односно од соодветниот материјал, од соодветниот отпад изработуваат еден вид на маскота. И за секој вид на
отпад си има посебна канта, тука се поставуваат маскотите и веќе кај учениците преку овие проекти ја развиваме свеста за важноста на рециклирање и на сортирање отпад. Друг таков екопроект ни е Патот на хартијата, проект низ кој учениците се запознаа од важноста за рециклирање и преработување на старата хартија, со посета на место каде што се преработува и се создава од стара хартија нова хартија. Учениците го научија тој терк, да речам, и сега веќе активно во нашето училиште секоја година заедно со нивниот ментор од ликовната секција, учениците собираат стара хартија, го знаат веќе начинот на кој таа, да речеме, во домашни услови, односно во училишни услови, се преработува, се создава нова и од неа креираат украси и украсни предмети кои потоа се изложуваат или на продажните акции кои се традиционални, оние великденски, новогодишни, за патронатот и така натаму. Исто така, најново е акцијата и проектот кој се спроведува на Еколект со батериите. За таа цел, за отпадните батерии, за таа цел во секоја училница е поставена кутија, екокутија на Еколект и учениците ритуално секој четврток носат стари батерии, ги сортираат, ги прибираат во тие екокутии за батерии и со тоа учат за важноста, колку е важно да ги немат тие отпадни батерии во нашата животна средина и која е нивната нормално штетноста нивна и опасноста по животната средина и со тоа по нашите животи. Знам дека кога споменавте некои акции како што се великденски или новогодишни, знам дека во голема мера во ова училиште се негува и хуманата димензија, значи кај децата и кај наставниците, и многу пати се организираат вакви акции кога на некого му е потребна помош, значи дали финансиска или некоја друга помош, дали е дете од вашето училиште или од нашиот град. Како тука се организирате? Дали брзо се прават овие акции, веќе сте влезени во таа така наречено шема, или треба поголема организација? Можам да кажам дека совршено сме организирани, поготово со помош на Советот на родители, со помош на Црвениот крст, веќе имаме развиено некоја рутина за тие хумани акции, за брзо реализирање на самите акции, без разлика дали тоа ќе се продажни акции или собирање на одредени средства. И децата веќе се учат колку е тоа потребно да си хуман и колку е важно да си хуман и сакаат да учествуваат, поготово ако е, да речеме, некоја продажна акција или нешто, изложба некоја, сите сакаат да учествуваат, сите сакаат да се вклучат. Нормално тука помагаат предметните и одделенските наставници, во самиот процес им помагаат на учениците. Морам да признам дека и родителите се многу вклучени во било кога и да се организира нешто, доволно е само да се известат и без никаков проблем доаѓаат. Значи, не можеме да се пожалиме од соработката ни со родителите, ни со Црвениот крст, ниту па со учениците и нивната желба да учествуваат во вакви хуманитарни акции, во кои ние редовно завземаме учество. Така. Во вашето училиште има и паралелка за децата кои што имаат посебни потреби, значи се со некако физички или психички недостаток. Значи специфично е да се работи со една ваква категорија на деца. Знам дека имате обучен кадар, но колку се тие прифатени од околината, затоа што и тоа е многу важно, да се прифатат како дел од тоа едно големо семејство кое што се нарекува училиште и да не се гледаат со подруги очи. Значи, тука во голема мера треба да придонесете вие како наставници, но и родителите секако, како едно домашно воспитување. Така, во основното училиште Свети Климент Охридски многу години наназад постојат паралелки за деца со посебни потреби.
Моментално се 3 паралелки со тројца дефектолози кои работат со децата. Секој во своите можности и способности, секој од тие дечиња учи, напредува, како што кажав, во рамките на своите способности, а по однос на околината, веќе и самите, како да кажам, самото време, самото модерно време, самата изложеност на информации, самите родители веќе се трудат да се оттргнат од тие предрасуди, а и ние наставниците во голема мера нормално помагаме да воопшто да не се почувствуваат тие дечиња како отфрлени или како да не се дел од нашето училиште, многу нормално се функционираме, исто како и останатите деца, надвор сите заедно си играат на игралиштето на големи одмори, се дружат заедно во мензата. Нормално тие дечиња со надзор на дефектолозите, но сепак се не доволно, туку вклучени еднакво во средината, и сметам дека не постојат никакви предрасуди од страна на дечињата, зашто сепак тоа е едно искрено другарство меѓу децата. Децата не познаваат граници, ниту па имаат предрасуди. Предрасудите ги создаваме ние возрастните, да. А ние нормално дека се трудиме да се вклучиме, не само што се трудиме, туку и општо, и за патронати, и за било какви акции, за драмски средби, исто и драмски фестивали, каде што имаат учествувано, вклучени се и децата од посебните паралелки. Така. А што е со оние деца кои што, за жал, имаме се повеќе такви примери поради тешката економска ситуација во која што генерално се наоѓа државата и граѓаните во неа, имаме социјални случаи. Значи, што со таквите деца? Како вашето училиште помага на ваквите дечиња? Дали имате некои собствени средства, собствен буџет од кој што издвојувате за вакви случаи, или тука правите некакви акции за да им се помогне конкретно на некој дете во некој дел, можеби кога одат на екскурзија или има некоја друга потреба? Како со тие деца се снаоѓате? Така, како што знаеме, веќе, мислам, самото образование, конкретно на почетокот, тука е олеснето веќе што се учебниците барем се бесплатни, останатиот дел, односно останатите потреби, како што споменавте, екскурзии, униформи, тука е Советот на родители, што заедно со училишниот одбор функционира заедно и нормално им помагаат на тие дечиња за да не осетат никаква разлика од оние кои немаат такви економски потешкоти. Така да во принцип се е тоа покриено и не се чувствува недостаток во смисла на дружба, на материјали, на шетање, на движење и така натаму. Децата многу го сакаат овој период затоа што привршува учебната година, но и е период на школски екскурзии. Сите сме ги сакале, значи една можност да се прошета, да се види, но и да се дружат така послободно. Како е организирано тоа? Значи околу екскурзиите, како се бира најповолниот понудувач, затоа што си има еден процес, не е тоа така како што можеби некогаш беше од денес до утре да се организира една екскурзија, туку треба време. Така, ингеренциите во тој поглед за екскурзиите ги има училишниот одбор и тука имаат збор нормално и Советот на родители, каде што родителите одлучуваат во голема мера одлучуваат каде нивните деца и до која цена и на кој начин ќе одат на екскурзија, каде ќе престојуваат, што ќе им е понудено, што ќе е вклучено, и тие и самите родители, а и нашето училиште и нашиот кадар и вклучените во училишниот одбор гледаат да не оштетат, нормално ништо да не е изоставено, ниту па некој да е оштетен во тој поглед. До сега не сме имале никаков проблем, екскурзиите си се одвиваат најнормално, децата се презадоволни од екскурзиите и тоа е уште едно за нив доживување. Така. Колку првачиња очекувате во новата учебна година? Секогаш дискутабилна е бројката. Минатата година мислам дека 3 паралелки успеавте да формирате. Годинава има најави дека ќе имате 2, но со поголем број на ученици. Значи одите на
тој квалитет, не на квантитет, бидејќи некако и просторните услови ви се намалуваат во однос на некои други пак активности кои што ги преземате, еве како со инклузивни паралелки и така натаму. Така, во однос на, како што кажавте, очекуваме, не само што очекуваме, туку и да сакаме баш да се осврнеме на квалитетот, а не на квантитетот. Сите знаеме дека помал број на ученици е поидеален за работа, но не се плашиме и од поголем број на ученици, затоа што веќе преку спонзорство во нашето училиште ќе се изградува уште една училница. Затоа немаме проблем доколку би биле и 3 училници и 3 паралелки. Очекуваме да имаме доста првачиња и оваа година како и претходната, затоа што веќе континуирано 3 години наназад 4 бележиме раст во однос на бројот на првачиња кои се запишуваат и не само првачиња, туку бележиме расти на ученици кои од други училишта се запишуваат во нашето училиште во, да речеме, во второ, трето, четврто, петто одделение и понатаму од други училишта преминуваат во нашето училиште, така да бројот на ученици во нашето училиште секоја година се повеќе расте и расте. По однос на паралелките, би сакале да ги задржиме две, за да го задржиме оној тренд на едносменско работење. Така, кое што еве го истакнавме како предност на ова училиште. И уште на самиот крај на оваа емисија, летниот распуст е време за одмор, но и време кога се прават некои зафати на училиштата. Што ви е предвидено, што ви е планирано? Дали ќе имате некакво реновирање, некакво подновување за новата учебна година? Да, како и секоја година, редовно се фарба во нашето училиште, да се освежат зидовите, да се дезинфицира, тоа е секоја година традиционално, она што е, да. По однос на реновирање, како што кажав, се веќе специјализирана канцеларија се гради за инклузивниот дефектолог, но и летово ќе се припрема уште една училница дополнителна, проширување поради затоа што имаме такви потреби. Но овој период до летово сме конкретно зафатени со активности нормално околу промоцијата на нашето училиште. И за таа цел, ова сабота, ќе имаме еден нередок, туку единствен, можам да кажам, досега хепенинг во нашиот град и во регионот. Односно, сите ученици, сите паралелки од нашето училиште, во сабота во 11 часот ќе си имаат своји точки на плоштадот и ќе се забавуваат, ќе има пеење, играње, цртање, разни активности со цел да се анимираат децата и нормално оние што се заинтересирани за нашето училиште. Ќе има инфопулт каде што ќе бидат присутни сите наставници од нашето училиште и од одделенска и од предметна настава, како и стручната служба. Тука ќе помагаат и учениците, ќе се делат флаери, ќе има дружба, ќе има нормално разговор помеѓу дечињата, помеѓу родители, наставници и родители, така натаму. Велат најдобра промоција или најдобра реклама е она од уста на уста. Значи, можеби најдобро ќе биде кога некој ученик од вашето училиште ќе го пофали истото и ќе му рече на некој прваче запиши се кај нас, навистина е убаво. Така да, веруваме во тоа и затоа ги покануваме сите кои се заинтересирани да повелат во сабота во 11 часот да се информираат како од учениците да слушнат, така и од наставниците и од родители кои ќе бидат таму, а кои веќе имаат ученици во нашето училиште, да се информираат за се она што ги интересира и за сите оние прашања на кои можеби немаат или не им е јасен одговорот. Тука ќе бидеме сите да понудиме се она што ги интересира. Така. Ви посакувам успешно да ви заврши ова учебна година. Уште малку остана, потоа следува заслужениот одмор, а од наесен со нови сили, со нови првачиња, да ја започнете новата учебна година со нови успеси. Ви благодарам многу. Благодарам за учеството.